Здраво, Филип. Здраво. Благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Така ви благодарам и на вам за поканата. Во вашата телевизија ви посакувам многу успех. Ми спомна дека вакво интервју не си имал до сега. Па да, мислам, стварно сте уникатни како тим пред се и тоа ме бедисува, сте природни своји, продолжете така. Ние сме опуштени со сите гости, за да ги опуштиме да ни кажеш нешто повеќе. Така бе нормално. Се надевам дека и кај тебе ќе биде така. Филип, си познат по социјалните мрежи, одамна по твоите уникатни слики, стајлинзи, твојата работа, што постираш секојдневно на социјалните мрежи. Сакам да те прашам за почеток како е започна твојата кариера како моден дизајнер и како воопшто дојде во светот на модата. Значи, моите почетоци за мојата кариера беше малку луда, но на крај за многу нормална. Тоа што јас студирав и завршив дизајн стил и менеджмент, се усовршував, значи, во Бугарија и Македонија. Пошто по моето дипломирање јас се вработувам тука во Македонија и тука ќе кажам дека моите почетоци не беа баш така лесни и едноставни како што изгледаат и луѓето што гледаат по социјалните мрежи. Тоа што ќе открием еден мал дел од мојата приватност, јас почнав да работам во една модна компанија која што нема спомнам која е таа, каде што јас таму работев околу 3,5 години, ако не се лажам, со тоа што имав еден момент кој што го споделам со вас, бев настинат некој период, каде што јас мораше да земам боловање нормално и требаше да отсуствувам од работа. Каде што боловањето не им беше платено на работниците и така да јас мораше да одам таков како што сум, големи настинат на работа, да заработам и секој ден да ми биде мене платен, за да јас дојдам до некоја сума на нормална плата, за да немам отсуство на работа и да немам на намалена сума нормално на плата, затоа што боловањето не беше платено кај нас. И така работев околу 3,5 години, како што кажав, но се изборив, сето тоа го надминав и се изборив, значи, после тоа јас се напуштив таа работа и почнав да работам за себе, каде што креирав и творев дома. Потоа почнувам да работам во ателје каде што запознавам нови личности, нови фази, соработка со странски познати звезди каде што креирам, цртам и промовирам на социјалните мрежи. Сакаш да ми кажеш дека таа компанија каде што си работел не ти останала во добро сеќавање. Веројатно затоа си е напуштил. Нормално, така и јас нормално сакам да бида во рамките на нормалата и да биде секако што треба да тече. Дали е тоа познат македонски бренд, моден бренд? Да. Познат македонски бренд кој што нема да го открием. Си исплати ли во Македонија да бидеш моден дизајнер? Па би рекол дека се исплати доколку добро се поставиш и доколку направиш добар маркетинг и да имаш бенефит од тоа, значи работа. И мислам дека можеш да опстанеш како моден дизајнер и да работиш на тоа поле. Дали ти заработуваш доволно? Па, видете, пака сега, јас можам да кажам дека заработувам, да, и сум благодарен на Господ што е тоа така и сепак сум се вложил и сум се трудел за да тоа ми излезе еден добар бенефит за мене. Дали да сметаш да е успешен во својата професија? Па, ајде да не звучам себично, али овој пат ќе кажам дека ќе звучам себично и ќе кажам дека да се сметам. Кога би се споредил со некои личности, можам да кажам дека имам доста пракса во таа област, каде што, искрено јас сум се трудел и сум одел 5 години на универзитет, каде што сум се доста вложувал, сум имал доста голема пракса и доста време сум потрошил на тоа за да има еден бенефит и возврат сега. Кога сме кај тоа што дали сум јас успешен и дали сум успел сега, кажам дека да, затоа што кога направам една споредба, како некои личности, пошто сега живееме во модерно време, сега имаме еден, како да кажам, значи, курс кој што трае месец дена и каде што луѓето одат да се обучуваат во месец дена и плаќаат многу поголема сума на пари, за да после станат нешто што тие посакале. Да, тие ќе станат нешто што посакале, но не го имаат тоа истото што би го имал јас од аспект на пракса, каде што јас 5 години сум одел на универзитет за да го стекнам сето тоа, а некој за месец дена да го стекне тоа, мене не ми се верува.
И тоа можам да кажам дека не е баш добро првен за себе, а потоа за сите останати кои што го промовираат тоа како нешто добро. Не велам дека е тоа нешто лошо, но сепак, значи, пробајте, запишете се на универзитетите и каде што знаете кој го примените со пракса, а не со пари. Кои од македонските дизајнери ги смета за конкуренција? Па така, јас тука ќе бидам себичен доста и ќе кажам дека јас немам конкуренција, јас сум јас и сум познат по тоа, каде што во деновите кога јас студирав и во деновите кога јас учев средно образование, бев доста поразличен, мислам, стилски од останатите мои соученици, каде што се доста разликував и си бев свој. И каде што ќе се појавам јас, сите знаат да се вртат, каде што ќе се појавам јас во нешто поразлично, не дека нешто тоа е купено или кошта многу скапо, но доста знам да го искомбинирам и каде што знаат да ме онака баш позитивно загледаат и да ми се восхитат некоја парче што го носам и тоа баш пред некој ден ќе кажам и ќе одделам кога одев на работа, ми застана една стара женичка и ми вика: "Извини, вика, момче, само да ти посакам убав ден", ми вика, и да ти кажам дека си баш сладко облечен, вика. Викам, така, фала ви на вам, викам, за прекрасниот коментар, викам, ми значи, викам, од толку, мислам, како да кажам, возрастна личност која што го цени нештото. Така. Постои ли некој македонски дизајнер на кого би му ставил вето, би го забранил? Па видете сега вака. Па може да се направи некој страшен бум, јас не сакам да открием, има тука доста на мојот список, но не сакам да откријам. Само ќе кажам една мала мини приказна, каде што мене лично ми се случи, каде што пред некоја година работев во една компанија, ќе ја поштедам компанијата, нема да откријам која, и личноста, каде што еден колега ми рече: "Молам, стигни порано на работа, затоа што јас имам тешка задача." Викам: "Да, повели, кажи, каква е таа тешка задача?" Па вика: "Имам еден клиент каде што треба да ми помогнеш." Викам: "Па зашто?" "Па нели, викам, ние сме колеги, нели си ти моден дизајнер, викам, нели ја носим истата титула", викам. И вика: "Да, но вика, не се чувствувам сигурно." Викам: "Зошто не се чувствуваш сигурно? Зошто си ја взел овој тежок камен да го носиш на грбот, ако не се чувствуваш сигурно?" Нели се чувствуваме сигурно и се вработуваме и работиме за тоа сигурно. Значи, имаме на клиентка каде што треба да се земат мерки и да се направи добра скица за фустан. Викам: "Како тој фустан?" Па викам: "Малку специфичен." Аха, викам: "Добро, викам, не е проблем, значи ќе стигнеме, ќе завршиме работата." Затоа сакам да кажам, доколку не сте сигурни да го почнете некој пат или останете на таа скала каде што сте и малку одморете, па потоа отпочнете нешто што во она вие ќе горите сигурно и знаете 100% себе си. Не ми спомнуваш име, ќе се пронајде. Па мислам дека треба само да ги поздраваме на овој начин и да ги поштедам. Колку македонците имаат вкус за мода? Македонците колку имаат вкус за мода? Па видете сега, младите генерации имаат, да кажам, некој начинет вкус, но мислам дека се тоа што го гледаме по социјалните мрежи од нашите соседи, сето тоа се зема, се кради, идеме до некои идеи, па комбинираме ние и така натаму, мислам дека во последно време дека има нешто што можам да кажам дека е позитивно. За разлика од пред неколку години каде што јас сум се облекувал ова сегашно време, па бев чуден, значи, за околината и доста знаеа да се свртат и да ме погледнат некако чудно, каде што ќе отидам само на кратко, имав долга коса, каде што ја носев во преп и ме гледаат чудно, не знам зошто тоа така, али по некоја година почна и мажите кај нас тоа да го прават, да го негуваат тој стил, но за мене сега тоа веќе не е интересно, значи тоа веќе демоде и поминато нешто. Значи јас сум пробал доста нешта и знам каде сум застанал и каде треба да тргнам и така. Филип, може ли да ми одвоиш 3 македонски јавни личности кои што се стоп стилизирани? Еве, би одделил како ја следев доста Снежана Георгиевска, супругата на Љупчо Георгиевски, кој што
е политичар и се восхитував на незините креации, кои што двоеше, единствена беше двоеше и потоа ми останете во сеќавање така, носеше некои шапки, шешири со уникатни некои необични мрежи, вртоврски со бела кошула, темно сако со некои везови и слично, ете ми остана во сеќавање и памтам дека стварно кога ја видев на екраните и на социјалните мрежи, сам дека пишував некоја статија за неа, не знам точно, да не се сеќавам, али ете можам да одвојам таа од постарите, значи. А некој кој што не ти се допаѓа како изгледа? Сега тоа како да ви кажам? Ми се допаѓа, не ми се допаѓа. Сега не видам тука сватен погрешно искрено, кој да одвојам. Кој би одвоил? Вака, сега јас одвојам една личност, но не да бидам сватен погрешно и така натаму. Секоја чест сета незина, целиот незин успех и посакам многу успех во нина, тоа ќе спомнам и одвојам Каролина Гочева. Пред се како личност е многу сладка и многу ми се допаѓа и од секој што следам што како мал, значи и кога беа во дует со Тоше Проевски и така натаму, ќе спомнам и ќе кажам и ќе ја поздраваме ве јавно. Јас сакам кога луѓето експериментираат со себе и менуваат стилови. Без да гледам во една линија каде што таа се носи и се облекува, но некој дел ми се допаѓа, некој дел не ми се допаѓа. Мислам дека треба малку да разигра нешто на себе и да промени нешто на себе и малку да поработи на себе или некој што ја облекува или некој стилист или дизајнер, не знам со кој се работува, али ете би само апелирал на кратко дека вкусно е и може да го проба нештото што е поразлично. Имаш ли некоја личност која ти е предизвик да соработуваш со него? Да креираш за неја? Може ли да е од противниот пол или некоја дама, позната личност? Докога сакаш да направиш некоја креација и да ја смениш вака комплетно? Так, би сменил многу личности комплетно. Само не знам кој да одвојам сега. Кога сме кај нашата страда, значи тука можам да одвојам многу, но нема тука ништо да чепкам. Кога одвојам нешто што тебе би ја одвоил искрено Ники Минаж. Ники Минаж ми е една од поинаква личност, доста поинаква личност. Мислам дека која што живее на сосема друга планета, некоја измислена планета, каде што ние немаме додир нештото. Би сакал да имам некоја соработка во нина и би сакал да креирам за неја, затоа што таа носи доста уникатни парчине од типот на висока мода, што јас она го сакам и го проприменувам во креирање и цртање, правење скици на висока мода. Филип, те поврзуваат со Агнеса. Која е вашата врска? Што имате заедничко вие двајца? Па вака сега периодов јас прочитав многу нешта за мене и за неја поврзани, каде што јас ги негирав. Не сам е само една добра пријателка, можам да кажам блиска другарка, каде што така и соработуваме со неја, правиме некои креации за неја и можам само да сладко поздравам и можам да кажам дека многу позитивна личност пред се и посакувам се најдобро. Благодарам, Филип, на убавиот разговор. Се видиме во иднина, имаме многу интересни концепти спланирано за тебе. Благодарам што беше наш гостин. Сакувам многу успех во иднина. Така ви благодарам и вас и ми е чест и задоволство што бев ваш поканет гостин. И ви посакувам многу успех, се разбира, во иднина. Јас сум Филип Крстевски, а вие гледате Хајп Македонија.